Наместо младите луѓе од нашиот град да добијат силна и едногласна поддршка за програмата која самите ја изработија, тие од СДСМ добија воздржаност. Ова е ставот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, од каде велат дека советниците од опозицијата на вчерашната седница и покрај тоа што на расправата неколку пати потенцирале дека водат дискусија со добра намера, со чинот на воздржано гласање докажале дека искажаните добри намери всушност биле глума. Наместо советничката група на Социјалдемократскиот сојуз со своето делување да даде придонес во формирањето на една обединета поддршка на Советот на млади, наместо да ја тргнат политиката од овие прашања, тие и овој пат одлучија дека партиската потреба да не се поддржуваат добрите иницијативи е поважна од заедничките интереси. Господа од СДСМ, Советот на млади на општина Велес е надпартиско тело. Тело составено од разни чинители, од средношколци, од студенти, од активисти и представници на невладините организации. Советот на млади на општина Велес е обединето тело на сите млади во градот. На младите од градот, велат од ВМРО ДПМН, им е потребен обединат глас, а не воздржаност. Од партијата денеска изрази разочараност од однесувањето на опозицијата во однос на извештаите на културните манифестации, стови и рацинови средби. Советниците на СДСМ го понижија работењето на културните работници, велат од ВМРО ДПМН, и тоа на оние кои во изминатата година Велес го издигнаа на пиедесталот. Во моментот кога на дневен ред се најдоа за разгледување извештаите на 52-тите рацинови средби и 14-тиот интернационален фестивал од античка драма Стоби, советниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од прв до последен ја напуштија седницата и им свртеа грб на носителите на Васил Зафирчев и Зоран Љутков. Најреномираните манифестации и респектирани уметници од цела нација не заслужија најмала почит од опозиционите советници и беа игнорирани како воопшто да не постојат. Срамно, безобразно и скандалозно е тоа. Од ВМРО ДПМН е со став дека Велес ќе остане културна ризница, а на членовите на СДСМ им порача дека најмалку што треба да направат е да се извинат на Зафирчев и Љутков.